Врз база на резултатите од теренските проверки, Државната изборна комисија на МВР треба да му достави список на гласачи за кои постои сомнеж дека не треба да бидат запишани во избирачкиот список. По ова, МВР ќе треба да започне постапки за поништување на решенијата за издавање на лична карта и живеалиште за оние лица за кои МВР ќе утврди дека незаконски се стекнале со живеалиште и лична карта. Моменталните законски одредби предвидуваат долги рокови и не овозможуваат завршување на овие постапки во вака краток временски период. Неопходни законски измени. Поради ваквата ситуација, решивме да предложиме измени на неколку закони што ќе ги прецизираат и забрзаат овие постапки. Сметаме дека 14 годишното домашно и меѓународно искуство во процесот на наблюдување на избори, како и во процесот на креирање на законски решенија и реформи во изборното законодавство, ни дава потполно право да го направиме тоа. Така, во изминатиот период, напорно работевме на подготвување на измени во следните 4 закони. Законот за живеалиште и престојувалиште, Законот за лична карта, Законот за општа управна постапка и Законот за управни спорови. При подготвувањето на овие измени извршивме и низа консултации со министрите за правда и внатрешни работи, чии министерства се всушност и надлежни за овие закони. Апелираме до сите надлежни институции со одветните министерства, а особено до Собранието на Република Македонија како носител на законодавната власт, да ги разгледаат овие предлог закони. Дополнително им стоиме на располагање на сите засегнати страни за понатамошните консултации. Доколку не се донесат вакви измени, 4 најголеми политички партии ќе треба консензуално да решат како ќе се третираат оние граѓани за кои ќе започнат постапки за поништување на личната карта и живеалиштето, кои нема да може навремено да бидат завршени.